Идентитетот на секој народ е препознатлив по народното творештво, по орото, песната и обичаите. Изведувајќи разни ритуали, луѓето праќале пораки до Севишниот и на тој начин очекувале од него милост и помош за здравје, среќа и берекет во семејството. Со текот на времето, дел од обичаите и верувањата исчезнале. Некои од нив претрпеле одредени измени, но добар дел и до денешен ден во повеќе делови од Македонија се чуваат, негуваат и пренесуваат од колено на колено. Еден од позитивните примери за тоа како се чува и негува традицијата на своите предци е општина Босилово. Скоро во сите населени места, а посебно во подогражденските села, љубоморно се чува секој дел кој значи наследство од предците. Верни на традицијата и горди на своите корени, и најмладите со нескриена радост учествуваат во секој настан, во секој обичај или пак ритуал кој нивните предци им го оставиле во наследство. Одбележувањето на празникот посветен на светите 40 севастиски маченици е само еден од празниците кој има големо значење како за жителите од општина Босилово, така и за целиот Струмички регион. За овој празник е поврзано и одредено верување и ритуал, кој најчесто го изведувале младите, и тоа ноќта спроти празникот. Бабо, ќе ми раскажеш ли како се запознавте со дедо? Внуко, ако ти кажам дека дедо ти најпрвен го видов во сон, нема да ми веруваш. Ќе ти верувам, раскажи ми. Мојата баба ми имаше кажано дека ако ноќта пред празникот Свети 40 направиш мост на некое поточе од 40 прачки, тој што во твојот сон ќе помине преку мостот е момче кој ти е судено за еден сопруг. Јас го направив тоа. Ноќта сонував момче, кој подоцна стана мој сопруг. Тоа е твојот дедо. Кротко јагне, кротко играј на орото, не ги дигај праовето, ке напрашиш ергенето, на ергени фесовето, на момите кавраците. Да ви раскажам што ми кажа баба ми. Бидејќи утре е празникот Свети 40, денеска требало да направиме мост и ноќта момчето кое што ќе го сонам ќе ми биде сопруг. Ајде да направиме. Мостот е исти како на баба ми. А ако падне веќе ван? Не, нема да падне, сигурно ќе издржи. Да. Дали ќе ми сонува вечерва? Сигурно, така вели баба. Можно и јас да го станувам. А ако заспам? Не, невозможно. Старите рекли дека морало да се сонува. Мештаните од селото Иловица, празникот посветен на светите 40 севастиски маченици, го поврзуваат со уште едно верување, легенда која исто така се пренесува од колено на колено. Приказната вели дека секој оној кој токму на овој празник ќе успее да помине низ тесниот отвор на неколкуметарските камења на местноста викана Бенлиташ, ќе го следи здравје, среќа и берекет. Меѓу другото, во минатото, ова место го посетувале и голем број семејства кои немале пород, бидејќи се верувало дека токму минувањето низ отворот на камењата ќе им помогне да ја остварат својата желба. Порано ни расправаа нашите дедовци и нашите баби дека оделе на камено, тој камен има некој отворче таму во камено и преко него поминувале, таму барале спас. Оделе таму болни луѓе да поминат преко тај камен и очекувале дека ќе оздрават ако поминат преку каменот. Се одело исклучиво на овој ден и таму луѓето си барале оно што кој што го мачал си барал да му се помогне.
ама камен како камен. Јас, тоа е суета, тоа е суеверие, не верувам во каменот, нити под камено барам нешто. Ако треба да се бара нешто, треба сите ние, не само јас, да бараме од Бог. Најголемиот дел од народните обичаи и верувања македонскиот народ ги поврзал со големите христијански празници. Великден е еден од големите празници кој се дочекува со голема радост, но и голем број обичаи. Лазарица е само еден од нив. Првата сабота по Благовец се прославува Лазарова сабота, или така наречена Лазарица. Според преданието, во сабота умрел Лазар од Витнија, а во неделата Исус го воскреснал. Затоа меѓу народот неделата се смета за поголем празник од саботата. Следниот ден се слават цветници, во спомен на влегувањето на Исус во Ерусалим. Тогаш неговите ученици и преврзаници му го послале патот по кој минувал со цвеќе и гранчиња од врба. Во сабота пред цветници посебно место имале лазарките. Тие биле девојки на возраст од 10 до 15 години, кои со песни и игри им посакувале среќа, здравје, свршувачка, женачка и други арноти, убавени на домаќините на секоја куќа. Откако ќе завршеле со пеењето, ги дарувале со јајца, а во оние куќи во кои имало свршеник или свршеница, млада невеста или новороденче, ги дарувале и со пари. Цветници е денот по Лазарица, во недела, една недела пред Великден. На Цветници наутро се берело цвеќе кое потоа се носи во црква, на богослужба. Дел од тоа цвеќе се земало за дома и се редело по ковчезите, каде што се чувала облеката. Во некои делови на Македонија, на Цветници се врши причестување на млади невести. По Великден доаѓа Ѓурѓовден, празник значаен за голем дел од населените места во општина Босилова. Според народните верувања, токму на Ѓурѓовден најпрво се излегувало на зеленило и се кинат гранки од веќе разлистената вегетација, со верување во почеток на нова среќа и берекет. Околу половината се врзуваат зелени гранки, со кои се мерат момите и ергените, па се мерат со кантар за идната година да се види кој колку е пораснат и издебелен. Момчињата ги задевале момите и меѓусебно се лепеле со трева, во народот позната како лепешка, верувајќи дека оваа година ќе имаат среќа во љубовта. На главите се плетат венчиња од зелените гранки, се кинат цвеќиња и се пеат ѓурѓовденски песни. Исто така, на Ѓурѓовден, момчињата ги нишаат девојките на специјално заврзани лулашки. Се изведуваат обичаи поврзани со стоката и посевите. Заедно со граѓаните од општина Босилов, верни чувари на богатата ризница со непроценливото фолклорно наследство се и неколкуте културно-уметнички друштва. Културно-уметничкото друштво Гоце Делчев, преку орото, песната и оригиналната носија, грижливо го чува богатството преку кое во земјата и низ светот ја раскажуваат приказната за својот крај.
Русалиите за себе ќе кажат дека тие се историјата која не се чита, туку се гледа, се доживува и осознава. Русалиските игри и обичаи се одржувале во зимскиот период, односно од првиот ден на Божик па до Водици, познати како 12 некрстени денови. Специфичноста во играта на русалиите е тоа што настапуваат со сабје, а единствено балтаджијата во десната рака носи секира. Русалиските дружини или чети бројат 10, 12 или 13 двојки. Се движат по двајца, а се како едно тело, две нозе и две раце. Хиерархијата и дисциплината се на највисоко ниво. Мисијата на русалиите со своите чети е да одат по населените места, од куќа во куќа и да ги бркаат злите сили. Дека традицијата и богатиот фолклор е нераскинлив дел од животот на секој жител од општина Босилово, потврдува и школата за кавал, која со секој поминат ден брои се повеќе и повеќе членови, главно ученици кои со огромно задоволство го впиваат секој збор од нивниот ментор Чичко Велко, но и секој кадифен звук произведен од неговиот кавал.